Зголемениот број на сообраќајни незгоди го крена алармот и кај сообраќајните инженери на Техничкиот факултет во Битола. Каква стратегија ни е потребна? Дознаваме од разговорот на колегата Стефче Митревски. Имаме актуелна тема. Стефче, ајде да ги слушнеме информациите и од вас. Така е, Христина, добро утро по втори пат. Актуелна тема која вознемирува. А каква е состојбата, одговор ќе побарам од кој не, ако од оние вистинските експерти кои се занимаваат со ова наука. Наш гостин е професор доктор Зоран Јошевски од сообраќајниот одсек на Техничкиот факултет. Професор, добре дојдовте во емисијата. Како е цените безбедноста на нашите патишта после овие низа и низа сообраќајни несреќи? Добро утро и поздрав до гледачите на утринската емисија. Благодарам за поканата. За жал, сведоци сме дека секој дневно ни се случуваат голем број на сообраќајни незгоди на патиштата ширум државата, или во просек околу 12 до 15 сообраќајни незгоди секој ден со повредени лица. На секој трет ден едно лице го губи животот во сообраќајни незгоди. Преку 20 повредени лица секој дневно во сообраќајни незгоди. 5 до 6 кревети болнички ангажирани само за повредени лица од сообраќајни незгоди. Нормално за држава како нашата тоа не е ветувачка и добра и поволна состојба во сообраќајот. Загрижува и фактот што немаме тренд на намалување на бројот на сообраќајни незгоди, на повредени во сообраќајни незгоди, на загинати. Секоја година имаме одредени, во една година намалување на еден параметар, во другата зголемување, но тренд нема. Што тоа значи? Тоа значи дека ние немаме ефикасен систем за справување со сообраќајните незгоди или систем кој што ќе оди во насока на унапредување на безбедноста во патниот сообраќај. Што кажуваат експертските анализи? Каде се оние фокусирани главни проблеми? Во патната сигнализација, во сообраќајната ли некултура? Видете, ако зборуваме општо на ниво на држава, како фактори кои што можеме да ги посочиме, се неповолни во овој дел, би биле прво неодговорното несување на учесниците во сообраќајот. Тука мислам не само на возачите, на пешаците, на велосипедистите, на мотоциклистите и така натаму. Сведоци сме дека секој дневно возачите не ги почитуваат основните базични правила и прописи, не ја почитуваат сообраќајната сигнализација, па така често пати се возат со недозволена и неприлагодена брзина, под дејство на алкохол, користат мобилен телефон за време на возењето, па дури и професионалните возачи не почитуваат првенство за минување и слично. Кога сме кај брзината на движење, години наназад, повеќе од 20 години, број еден причина за сообраќајните незгоди ни се јавува управувањето со недозволена и неприлагодена брзина. Во скоро секоја трета сообраќајна незгода во Република Македонија, барем еден од возачите го управувал возилото со недозволена брзина. Понатаму, од друга страна, некористењето на сигурносните појаси, системите за пасивна безбедност, заштитни шлемови, детски седишта, исто така е на многу ниско ниво, односно користењето нивно. Тоа ќе се согласите доведува до зголемени последици, односно добивање со повреди во случај на сообраќајни незгоди. Како друг фактор кој што може да се потенцира, тоа е лошата инфраструктура. Лошата инфраструктура, лошото одржување на патната мрежа, несоодветната сообраќајна сигнализација се јавува како ризик фактор. Посебно во овие услови, кога имаме лизгави коловози, кога ќе следи период на подмрзнати коловози прекриени со снег, неповолното, да речам, несоодветното одржување на оваа каква таква патна мрежа е дополнителен ризик фактор за случување на сообраќајните незгоди. Од друга страна, зголемениот возен парк, односно со зголемувањето на бројот на возила на ниво на држава, се зголемуваат и самите гужви во градовите, а при тоа граѓаните немаат друга алтернатива освен да го користат квалитетна, зборувам, алтернатива во смисла на јавен градски превоз и други видови на превоз. Ние немаме патна инфраструктура за развивање на велосипедски сообраќај, да се промовираат алтернативните превози. И така, коефициентот на пополнетост на едно патничко возило изнесува меѓу 1 и 2,
и тоа ни прави гужви во сообраќајот, а самите гужви, ќе се согласите, доведуваат до зголемена можност од колизија од сообраќајни незгоди. Од друга страна, поголем проблем представува и фактот што нашиот возен парк е просечната старост изнесува повеќе од 18 години. Се тоа доведува до можност за случување на сообраќајни незгоди. И уште еден фактор би го споменал, тоа е недоволната контрола. Ќе кажам, колку и да сака Министерството за внатрешни работи со сите своји ресурси да се впушти на мрежата, повторно се доаѓа до впечаток дека таа контрола на сообраќајот е недоволна и возачите се чувствуваат комотни и можат да си дозволат и некојаш да не почитуваат одредени правила и прописи. Ајде последната минута за на крај да ја оставиме. Што кажуваат експертските анализи? Има ли некои излезни решенија, бе малку да се подобри оваа ситуација? Апсолутно, значи мора да работиме прво на подигнување на свеста, индивидуалната свест на македонскиот возач е ниска. Ние мора тука да работиме во делот на едукација и унапредување на свеста. Пред се јас секој зборувам треба да се посвети внимание на младите возачи, младите учесници во сообраќајот, затоа што тие се ризична категорија која што често пати не е учесник во сообраќајните незгоди. Понатаму мора да обрнеме внимание на некои нови иновативни методи во делот на мониторирање на состојбата во сообраќајот. Ветува и системот кој што последно го најавува министерот за внатрешни работи, безбеден град, кој ќе започне во главниот град, значи систем на следење на сообраќајот со помош на камери и санкционирање на несовесните возачи преку овој систем, односно човечкиот фактор да се избегне, а со тоа би се избегнала и селективност, односно неселективност на приказнувањето. Понатаму, одржувањето и вложувањето на патната мрежа. Ние 10 години имаме одредени правци во делот на делници, во делот на коридорот 10D, во делот на автопатот Кичево-Охрид, се неизградени. Значи, тоа е недозволиво и ние мора тој потек да ги завршиме одредени делници ако сакаме да се вклучиме во современите текови. Понатаму, во делот на вложување, повторно ќе се вратам и работа со младите категории, мора Републичкиот совет да заземи малце поголема иницијатива. Проект го имавме Агенцијата за безбедност во сообраќајот. Завршен и окончан 2018 година, за жал се уште не е имплементиран и го немаме тоа тело како извршно највисоко тело во делот на безбедноста. Има простор да се работи уште многу, значи во оваа насока. Имаме доверба во експертите. Христина, ова е ставот на професор доктор Зоран Јошевски од сообраќајниот одсек на Техничкиот факултет. Овие се експертски видувања. Се надеваме дека во догледно време би можеле да помогнат малку од малку да се подобри состојбата во македонскиот сообраќај. Токму затоа ги организиравме и овие разговори. Стевче, благодарам за разговорот и за информациите, ставот на експертите и тоа како е потребен на оваа тема.